Pehčevo денес повторно протестираше против струјана равна река. Жителите не сакаат изградба на мини хидроцентрала, зашто на тој начин во опасност била доведена и населбата која во 1996 година е прогласена за природна реткост, но и животот во реката Брегалница. Уништија скоро 2 хектари, 3 хектари веќе за почеток вегетација, уништен е биодиверзитетот во реката, нема повеќе риби, луѓето што градат не се криви, ама ние бараме тој што им ги дал дозволите да дојде да се приспити и да се соочи со јавноста. Иако пред почетокот на изградбата беше изготвен еколошки елаборат со кој се гарантира дека изградбата на мини хидроцентралата нема да биде опасност за Брегалница, овдешните жители инсистираат на пролонгирање на нејзината изградба. Да се сопре изградбата на таа мини хидроцентрала до одреден период, за да се најде неко оптимално решение за да не се наруши течението на реката Брегалница, а и да се изгради таа мини хидроцентрала. Според нив имало и многу побезбедни начини за да се донесе струја во туристичката населба. Со далновод, односно со земање од единственото место трансформатор кој што е во близина на Црвена звезда, добро позната за граѓаните на Пехчево, преку Спиково, со што би се населеното место Спиково електрифицирало и до викана равна река Пехчево, туристички локалитет, или од Беровска страна. Од друга страна, градоначалникот на Пехчево убедува дека во изградбата на хидроцентралата нема ништо опасно. Претходно е разгледани сите опции и во договорот со концесионерите е ставено дека кога нема доволно вода за да работи самата хидроцентрала, тогаш нема да работи. Значи, биолошкиот минимум плюс водата што има во реката, ако не е доволно согласно потребите за хидроцентралата, таа нема да работи. Зимниот период водата знае да има огромна количина на вода и бенефитот на концесионерите за самата хидроцентрала е во пролетта, есента и зимата кога има вода. Инаку според документацијата, хидроцентралата би требало да биде со мокност од 250 киловати и инсталиран проток од 430 литри вода во секунда. За таа цел реката Брегалница ќе биде зафатена со цевковод во должина од 4 километри.